for having us. Ви благодарам што ме примивте, што ме поканивте. My name is Malin, Моето име е Молин and I'm serving as a pastor in Sweden. и служам како пастор во Шведска. And this is my husband Gabriel. Ова е мојот сопруг Габриел. He's a worship leader in our church. Он е водач на славење кај нас во црква. And then we have Joel. Еве го Джоел тука. He's also a pastor in a church in south of Sweden. И он е пастор во црква јужно во јужно дел од Шведска. And his wife Eleanor, И неговата сопруга Еленор, also serving in kids ministry in that church. која служи во детската служба во таа црква. And me and Joel, we're also leading a Bible school in Sweden, Јас и Джоел исто така водиме библиска школа во Шведска, where people go for 1 year for leadership training. каде што луѓето одат на едногодишен тренинг за водство. And last year we came here with all of our class of 60 people. И минатава година бевме со сите наши класови, таму дојдовме 60 луѓе бевме тука. And we sent them out in Macedonia and in Kosovo. И ги испративме во Македонија и во Косово. And we had 5 amazing days. Имавме 5 прекрасни денови. And now we're here to deepen our relationships И сега сме тука да продолжиме односот and to organize and plan, и да организираме, да планираме, because we want to come back. затоа што сакаме да се вратиме. So we're coming with a new team of 60 people in April. И доаѓаме со еден нов тим од 60 луѓе во април. And we're so happy for this collaboration and samarbete. И среќни Yeah, сме go за ahead. оваа соработка и оваа, соработка. And thank you, Shivko, for your hospitality and for organizing this with us. Фала Живко за твоето што си тука со нас што ни помогаш. And thank you for letting me share something from the Word today. И благодарам што можам да споделам нешто денеска од Божиот збор со вас. I want to share some thoughts with you from John chapter 4. Сакам да споделам неколку мисли од Јован 4 глава. And what is happening that Jesus has just been talking to the Samaritan woman at the well. Исус само што зборува со жената Самаријанка And she has begun to realize that this is the Messiah. и таму она разбрала дека па тоа е Месијата. And she has went into the city and telling everyone else. И таа отишла во градот и разгласила за тоа на сите. And during that time, the disciples are coming back to Jesus. И во тој момент апостолите доаѓаат кај Исус. And they are hungry, so they're asking him to eat something. И тие се гладни и му кажуваат на него и тој да јаде нешто. Because if the rabbi ate, they could eat. Затоа што според таа традиција, тогаш кога рабинот јаде, тогаш ќе можат и они да јадат. And there is where we're going to read some verses from John chapter 4, И тука во тој момент ќе прочитаме неколку стихови од Јован 4 глава, verse 34 and 35. стиховите 34 и 35. Okay. А Исус им рече: Мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној кој ме пратил и да го извршувам неговото дело. Не велите ли вие дека уште 4 месеци па ќе настане жетва? А јас пак ви кажам, подигнете го погледот и видете ги нивите како веќе побелеле готови за жетва. The disciples are asking Jesus to eat food. Апостолите го молат на Исус да јаде храна. But Jesus says that my food is to do the will of God. А Исус кажа, храната моја е да извршувам волјата на мојот татко. And the work of the Father was to bring the lost children back to him. А работата на таткото е да ги привлече назад изгубените негови деца. And then Jesus tells them to open their eyes. Исус им кажа да ги отворат своите очи. It's very interesting that Jesus is saying this because they're in Samaria. Интересно е зошто Исус тоа им го кажува сега во овој момент на нив кога тие се во Самарија. At that place, Jesus is telling them to open their eyes. На тоа место Исус им кажува отворете ги вашите очи. At that place, Jesus wants to tell them that at this spot, I want to do something with these people. На тоа место Исус им кажува јас сега сакам на ова место со вас да направам нешто посебно. For the disciples, that was unthinkable. За учениците кои се евреи тоа било незамисливо. That Jesus would do something in Samaria. Дека Исус нешто ќе направи во Самарија. Because the Samaritan people was looked upon by the Jews as impure people. Затоа што евреите на самаријаните гледале како нечисти луѓе. The Jews normally didn't even go into that area. Евреите нормално по обичај воопшто не ни оделе во тој грај. But in that place, Jesus tells them to open their eyes. Но на тоа место Исус им кажува отворете ги вашите очи. There he wanted to do something. Таму тој сакаше нешто да направи. He's trying to tell them that in this place, people are ready to accept me. Тој им кажува на тоа место луѓето се спремни да ме прифатат мене. And I want to share this with you to encourage you. И сакам да го споделам тоа со вас за да ве охрабрам. To believe for your area.
да верувате за вашиот крај, for your family and friends, за вашето семејство, за вашите пријатели, and for your city and community. за вашиот град и за вашата заедница. That this is also a place where God wants to do something. Дека ова исто така е место во кое Господ сака нешто да направи. This is a place where God has more in store. Ова е место за кое Господ има нешто припремено. Even though the circumstances might tell us otherwise, Иако можеби околностите ни го кажуваат спротивното. God wants to do something, Господ сака нешто да направи. and He's not done. И тој се уште не заврши. And this verse really spoke to me 2 years ago, И овој стих многу ми зборуваше пред 2 години. and God used my son to speak to me. И Бог го употреби мојот син мене да ми зборува. I have 3 sons at home, and the oldest one is 5. Имам 3 сина дома и најстариот е 5 години. Има 5 And години. like maybe a year ago, the oldest one said to me, Можеби пред година дена најстариот син ми кажа вака. he asked me one day, Еден ден ме праша: Mom, is Jesus stronger than the Hulk? Мамо, дали Исус е посилен од Hulk? You know the Hulk? Го знаете Hulk, така овој зелениот од тие стриповите, да. Like Шипко. Како Oh, you'll come up and they'll say who's the Hulk. And I thought and I said to him, yes, Jesus is stronger than the Јас Hulk. помислив и викам, да, Исус е посилен од Hulk. And he thought for a bit, И тој се замисли малце, and then he looked at me и тогаш ме погледна и ми with кажа, belief in his eyes. и со нека увереност во неговите очи, He said, тој вели, then Jesus can do anything. тогаш Исус може да направи било што. And that really spoke to me. И тоа многу ми зборуваше, And then I read this verse about open my eyes. и тогаш ги прочитав овие стихови да ги отворам And I моите felt очи. like God really spoke to me about believing for bigger things. И почувствував дека Господ мене ми зборува да почнам да верувам за поголеми нешта. And to continue sowing and working for the kingdom. Да продолжам и да работам за Божјото царство. Because you see, in Sweden we have a big Pentecostal movement, Затоа што во Шведска ние имаме големо пентекостално движење, црквено движење, but we're also the most secular country in the world, но во исто време ние сме најсекуларната земја во светот. where people don't want to believe in spiritual things. They don't want to hear about religious stuff. Каде што луѓето, најголем дел од луѓето не сакаат да веруваат во религиозни, духовни работи и така натаму. And even though we have big churches, we don't really grow as we should. Иако ние имаме големи цркви, ние всушност не растеме. And I felt this verse really spoke to me, Јас верам дека овој стих многу ми збореше на мене. to open my eyes and see that in this area God is going to do greater things. Да ги отворам очите затоа што во овој крај Господ ќе прави некои големи нешта. And right now in Sweden we see something that we haven't seen before. И сега во овој момент во Шведска гледаме нешто кое го немаме видено порано. Young people are seeking faith, Младите луѓе бараат вера. seeking God, reading the Bible, Тие го бараат Бог и читаат Библија. and coming to Christ in a new way. И доаѓаат кај Христос на еден нов And according to a national survey last year, И според некои истражувања од минатава година, Jesus is trending in the young generation. Исус е тренд помеѓу новата генерација. And because of that, there's been debates about faith and Jesus on national news. И од таа причина има многу дебати за Исус And this- на sorry. национална телевизија. Sorry. And this was unthinkable just 2 years ago. Да, тоа беше незамисливо само пред 2 години, But something is happening. но нешто се случува. And we meet people come to our churches already found a faith. И гледаме многу луѓе кои доаѓаат во црквата кои веќе ја пронашле верата. They come and say, I think I found Jesus. И доаѓаат и кажуваат, мислам дека го пронајдов Исус. What am I going to do now? Што да правам сега? And this is something new. Тоа е нешто ново. And this is happening all over Sweden, И тоа се случува низ цела Шведска, but still in small scale. но се уште е во мал подем. But I believe God is preparing us for a harvest. Но јас верувам дека Господ нас не припрема за голема жетва. And in this verse, Jesus told the disciples, И во овој стих Исус им кажа на учениците, it's 4 months until harvest. нели за 4 месеци ќе имаме жетва, така ли? But he's encouraging them to see that now is the time. Но тој ги охрабрува да погледнат дека сега е времето. And sometimes I think we believe that God is going to do something in the future. И понекогаш најчесто ние веруваме дека Бог нешто ќе направи во иднина. But what if it's now? Но што ако тоа сега треба да се случи? What if it's now that God's going to do something? Што ако сега Бог сака нешто големо да направи? And I know that you are faithful workers here. И знам дека сте верни работници тука. I know that you're sowing and working for the kingdom. Верувам дека сеете и работите за царството. And I want to tell you that nothing you do for the kingdom is in vain. Јас сакам да ви кажам дека се што инвестирате во царството нема да биде изгубено.
And sometimes we don't see what we want to see. Понекогаш нема We don't see what we want to see all the time. Можеби понекогаш не го гледаме тоа што сакаме да го видиме. And sometimes we wonder, does it care at all? Does it matter at all? И понекогаш се прашуваме дали воопшто нешто значи тоа што јас го инвестирам и правам сега во овој момент. But I want to tell you to open your eyes Но сакам да ви кажам, отворете ги вашите очи and see that the fields are ready for и harvest. погледнете дека навистина полињата се спремни за жетва. And I think we need to pray for God's perspective Јас верувам дека треба да се молиме да Господ ни даде негова перспектива, да видиме од негова страна for our areas and communities. за нашиот крај и за нашата заедница. Believe that God can do greater things than we can imagine. Да веруваме дека Господ може да направи многу поголеми работи од тоа што ние може да замислиме. And for him nothing is impossible. И за него ништо не е невозможно. Because he's stronger than the Hulk. Затоа што тој е посилен од Hulk. He can do anything. Тој може да направи се. More than we could ever imagine. Повеќе од колку што може да замислиме. So I just want to tell you to dare to open your eyes Јас само сакам да ве охрабрам and да ask се осмелите и да ги отворите вашите очи and ask God for faith. и да барате од Господ вера. Maybe it's about your family. Можеби се тоа се однесува на вашето семејство, Maybe it's about your friends, можеби тоа се однесува на вашите пријатели, about your church, за вашата црква, your community, за вашата заедница or your country. или за вашата земја. But ask for God's perspective Но барајте Божја перспектива. and to ask God to show you what he wants you to see. И барајте од Господ да ви покаже она што тој сака вие да го видите. Because it's always bigger and greater than we can imagine. Затоа што тоа што Господ сака да ни го покаже е секогаш поголемо од она што ние можеме и да го замислиме. And this is what I wanted to share with you today. Тоа сакам да го споделам со вас ова утро And I want to pray if it's okay. и би сакал да се помолам. Yeah, so let's pray together. Ајде се молиме заедно. Heavenly Father, we thank you Татко наш небесен, ти благодариме for that you're greater and bigger than we could imagine. затоа што ти си поголем од се што ние може да замислиме. And I thank you for this word. Ти благодариме за овие зборови. And God, help us to take this word to our hearts, И Господе, сега ги пријаме овие зборови во нашите срца, to open our eyes and believe that now is the time. да ги отвориме нашите очи, да видиме дека сега е времето. It's not just in the future, it's now. Не се случува нешто во иднина, туку сега се случува нешто. And God, I pray that you will anoint a spirit of belief right now. Јас верувам и се молам, Господи, да не помазаш со дух на вера сега. A bold belief. Силна вера. And like a strong faith that believes that anything is possible in a new way. Силна вера која верува дека се е можно на еден нов начин. And sometimes, Lord, we feel like our areas are like Samaria. И понекогаш веруваме и мислиме дека нашите краеви се како Самарија. How could something happen here? Како е можно нешто убаво и големо се случи овде? But it's possible with you. Но можно е со тебе, Господи. And God, I pray that you will bless everyone in this church Господи, сега се молам да благословиш секој еден во оваа црква, and fill them with your spirit да ги исполни со твој дух, and help them to open their eyes for their communities and families and friends. да ги отвориш нивните очи за нивната заедница, семејство, пријатели. And I pray that when we come back in a couple of months, Да, Господи, се молам кога ќе се вратиме повторно за 2 месеца, we will hear testimonies да добиеме сведоштва about what you have done, за тоа што ти си го направил, how Господи. you have changed circumstances, Како ти си ги сменил околностите. and how they, as we see in Sweden, see something of the beginning of a И harvest. како и ние во Шведска да видат луѓето овде некаков почеток на некаква We жетва. proclaim that in the mighty name of Jesus. Тоа го прокламираме во името на Исус Христос. Amen. Амен. Амен. Thank you, Lord. Amen. Сега Габриел ќе ни отпее на песна. Габриел, како што кажа, е водоч на славење во црквата во Шведска. I got this. All right. Okay. Добро утре. Како си? Добро. So I know 5 things in Macedonian. Преку пута. That's right. The parking is ridiculous, isn't it? Let's see now. I haven't. So. No, I know them. Fala sa bananata. And fala sa bananata. Toe. Kako si, and pismata. And se gledаме след на недела. Right. I work as a music teacher, and my colleague for many years has been Panche Kapaska Ilya, but he has his stage name.
Јас имав еден колега во музичката школа во која работев, кој се вика Панче. Panje Kapaski. Кипевски. Iliev, but he has a Илиев. name. Панче Илиев. Yeah. Има некој надиме кој не може да го дознаеме. Моли од Македонија. Yeah, so those are the things I know in Macedonia. Тој така научил малце македонски. I will sing a song Ќе пееме една песна that I wrote a couple of years ago. која напишав пред неколку години, It's called You Are Greater. која се наслов на песната Ти си поголем. And the verses are from the letter to the Colossians. Стиховите се извадени од писмото до Колосијаните, And where it talks about the greatness of Jesus, Him as being bigger than everything. каде што во Колосијаните кај се зборува за големината на Исус, дека он е поголем од се. And as I read in the Bible these verses, Како што ги читав тие стихови во Библијата, I realized that, wow, God, you are greater than I could ever imagine. и јас помислив, Господи, ти навистина си поголем од се што јас може да замислам. So the chorus of this song is my response to what I read in the Bible. И рефренот од оваа песна е како еден мој одговор од тоа што го читав во Библијата. So the song is in Swedish. I've translated the text, and it might show up correctly in Macedonian. Значи, песната е на шведски, но ја преведов преку Google Translate и ќе се надам дека е теолошки исправно тука. Amen. Амен. Han är den osynlige Guden som vi först före allt skapat, till honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, tronen och herravälden, makten och väldigheten, allt är hans. Han är till före allting och allt omstamman i honom. För du är större än vad vi kan förstå. Du har gett allt och du ger mer ändå. Om vi skulle se dig skulle vi falla ner. Tack för allt som du gett, tack för allt som du ger. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han är begynnelsen. Först från de döda, för att han överallt och i allt skulle vara den främste. And the chorus. Du är större än vad vi kan förstå. Du har gett allt och du ger mer ändå. Om vi skulle se dig skulle vi falla ner. Tack för allt som du gett, tack för allt som du ger. Allt är skapat genom honom, till honom som bär våra liv. Vi är skapta genom honom, till honom, till dig. Vad jag är skapat genom honom, till honom som bär våra liv. Vi är skapta genom honom, till honom, till dig. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Gud beslöt att låta all fullhet bo
Океј, јас нема да должам повеќе, само ќе викам Джол да дојде да сподели од Божиот збор со нас денеска. Welcome, Joel. Thank you. Thank Sorry, you Thank need you, the mic. brother. Absolutely. Yeah. It's so good to be here. Колку е добро да се биде овде. I remember some of your faces. Се сеќам на некои од вашите лица. Unfortunately, I'm terrible at names, На жалост, ужасен сум со имиња, but faces I remember. но лица памтам. And you have beautiful faces. Имате прекрасни лица. I'm so glad to be here. Многу сум радосен што сум тука. Thank you, Shivko. As we said, thank you for having us. Благодарам Живко што ме примивте. You know, it's good to be here in many ways, but to stand next to a better looking version of yourself, it's humbling. Yeah, you have to. Not true, but I cannot lie from the pulpit. Прекрасно е се биде тука и убаво е се стои до Живко. Thank you. Thank you. I want to say something short Сакам да споделам нешто кратко со вас about God and His црква. за Бог и за неговата црква. I don't know 5 words. Не знам 5 збора јас, I know maybe one. може да знам еден збор. But about God and His church. Сакам да споделам нешто со вас за Бог и за неговата црква. And I want to start by reading one verse from Song of Songs. Сега да читам еден стих од Песна на песните. Chapter 4. Песна на песните, 4 глава. So have it here in English. 4. Yeah, first- just the first, Песна на песните, 4 глава, први стих. just the first verse. The first meaning. Yeah. Yeah. Sentence. You're beautiful. The sentence. The sentence, okay. Yeah. О, убава си, љубов моја, убава си. Behold, you are beautiful, my love. You are beautiful. Убава си, моја љубена, убава си. You know, those words, I think it's God Овие зборови јас верувам дека се од Бог, saying them to His church. се зборови кои тој ги кажува за неговата црква. When He looks at you, Кој ќе те погледне, He feels like this. тој се чувства на еден таков начин. You're so beautiful. Ти си убава. You know, I heard here with Jordanka. Зборев со Јорданка, She told me how she met her husband. ни кажа како се сретнал со And I don't know if I'm allowed to retell it. Не знам дали имам дозвола да ја прераскажам пред CBS. Yeah, but it was so beautiful and very fitting to this. И таа беше една прекрасна приказна која всушност многу соодветствува со тоа што сега да го кажам. She was working in the hospital, Таа работела во болница and then a patient came in, и доаѓа еден пациент, and she looked at him. го гледа, Wow, вау, he's beautiful. тој е убав. I have to know who he is. Морам да го запознам. I mean, that's a good face to Тоа е have. прекрасно лице. When a woman feels like that, you know. Кога жена се чувствува така, тоа е Вау. значи стварно лицето е прекрасно. But I think like that reaction, Но мислам дека токму таа таква реакција, I think that's God's reaction тоа е навистина Божја реакција when he looks at his church. која ќе ја погледне својата црква. And I've talked about God and his church for some time now in different churches. Во неколку различни цркви веќе досега сум зборел за Бог и за неговата црква. And I have used 3 words И досега сум употребувал 3 збора, that says something for me about the church. кои мене ми зборуваат многу за црквата. And the first word is, I think, that the church is beautiful. Првиот збор кој ме асоцира за црквата, јас ми сметам дека црквата е убава. But I also think it's difficult. Но исто така мислам дека црквата е комплицирана, тешка. And I also think it's exciting. Но во исто време мислам дека е возбудлива. So the church is beautiful, Убава е, she's difficult, со потешкоти е, тешка е, and she's exciting. напорна е и е возбудлива. And the beautiful part, I already said something about that. За убавиот дел веќе кажав нешто, But
you can read all over the Bible, like when God speaks about His church, He looks at it with delight. И низ цела Библија можеме да прочитаме дека кога Господ зборува за својата црква, тој зборува од возбуда, од задоволство. And one thing that's beautiful about the church is the people. И една од најважниот аспект кој е убав за црквата се луѓето. You guys. Вие. Because it's beautiful when people can come together Убаво е кога луѓе ќе може да се соберат заедно from different backgrounds, од различни позадини, different financial situations, различна финансиска ситуација, different ethnicity, различни етноси and different in every way almost. и различни на речиси секој може начин. But we come together Но доаѓаме заедно because we at least have one thing in common, затоа што ние всушност имаме една важна заедничка работа, and that's Jesus. а тоа е Исус. We have our faith in Jesus. Ние имаме нашата вера во Исус. But this thing, when people can come together, Но тој момент кога луѓето може да дојдат заедно it's beautiful. е убав момент. And I think when you celebrate like the Lord's Supper, Кога да кажеме имате причест, when I read about it in 1 Corinthians, кога читаме од 1 Коринќаните, it's for me like it's a sign тоа е еден знак. when the church comes together and share a meal. Кога црквата доаѓа заедно и споделува еден оброк, It's a sign to the world тоа е еден знак пред целиот свет that there's one place in the world where people can come together and love each other. Тоа е знак пред целиот свет дека во овој свет постои едно место каде што луѓето од различни позадини може да дојдат и да се сакаат едни со други. And I want to read from Ephesians И сакам да прочитам од Ефесијаните, chapter 3 трета глава, and from verse 8 to 10. од 8 до 10 стих. Значи Ефесијаните 3, 8 до 10. Yeah. Мене, најмалиот од сите светии, таа благодат ми се даде да им го проповедам на незнабожците неискажливото богатство Христово и да расветлам на сите во што се состои распределбата на тајната, криена од векови во Бога, кој создаде се преку Исус Христос. Та многоликата мудрост Божја да им се објави сега преку црквата на началствата и властите небесни. Here, Paul is writing that there's a mystery Апостол Павле овде пишува дека постои одредена мистерија, that's been една hidden. тајна која била скриена. And now God wants to reveal this mystery. И сега Господ сака таа тајна да ја објави. And in the middle of all of this, И во средиштето на сето тоа, it says that he wants to do it through the church. пишува дека тој сака таа тајна да ја објави преку црквата. Through the church, he wants to show the wisdom of God. Преку црквата тој сака да ја објави мудроста Божја And through the church, и преку црквата it's going to be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. ќе им биде објавено на сите власти и началства во небесата. That is like mind-blowing. Тоа за мене е незамисливо. That the church, Дека црквата, it has a task дека оваа црква има задача to show the authorities, да им покаже на властите, the rulers. сите кои владеат, And here it says in the heavenly places. Та овде пише на небесните места, But I also think it's in the not only in the unseen but also in the seen realities. значи не мислам само на реалноста која не се гледа, туку верувам за реалноста која ја гледаме. That we can show that Jesus has won. Дека ние може да покажеме дека Исус победил, That his victory on the cross дека неговата победа на крстот is seen е видлива when we come together. кога ние ќе дојдеме заедно. Even though we are different, Иако сме различни, we can come together ние можеме да се здружиме and we can be one. и можеме да бидеме And едно. for me this is exciting. И за мене тоа е возбудливо. His mission for us. Неговата мисија за нас. And there's one more, the last Bible verse.
И има уште еден последен библиски стих It's from Colossians од Колосијаните, chapter 3 3 глава, and verse 14. Колосијаните 3:14. Вели вака: А над сето тоа, облечете се во љубов, која се сврзува во совршенство. There's different parts Има различни делови in the church. во црквата. And there are other places in the Bible that talks about like the church being as a body with different parts. Yeah. И на други места во Библијата пише дека црквата е всушност како тело со различни членови и различни делови од телото. But there's one thing who's gonna bind them together. Но има една работа која ќе ги сврзе сите тие делови заедно. It's love. Тоа е љубовта. We need to love each other. Треба да се љубиме еден со друг. We need to love each other when it's easy. Треба да се љубиме еден со друг кога е лесно. We need to love each other when it's difficult. Треба да се љубиме еден со друг кога е тешко. We need to love each other even when we don't want to. Треба да се љубиме еден со друг дури тогаш кога не ни се свига. You know, if you've been hurt by someone, Например, ако сте биле повредени од некој, you have to take it up with Jesus тоа треба да го средите со Исус and you have to go to this person и мора да се приближите до таа особа. and at least try И барем да се обидете to make it right. да ги подобрите нештата. We're called to love each other. Повикани сме да се љубиме еден со друг. And this love can bind us together as a church. Таа љубов всушност не сврзува заедно како црква. And I felt like when I sat here in the beginning of the service, Кога седев овде на почетокот на богослужбата, I really felt like God's presence. ја го почувствував навистина Божјото присуство. It might depend on the beautiful worship, Може зависи тоа од убавото славење што беше, because that helps. зашто тоа помага. But I think I really felt like God's presence. Но навистина го почувствував Божјото присуство. And I felt like God wants to say to someone И here верувам дека Господ сака на некој нешто да му каже овде, that you are here today дека овде си денеска, that has been thinking if you maybe should live somewhere else, можеби си замислил, окей, можеби треба да заминам на некој друго место, if this isn't a place for you. ако ова не е место за тебе. And I felt like God said that it's not a coincidence that you're here. И можеби Бог сака да ти каже на тебе сега денеска, не е случајно што ти си овде денеска. God has a purpose Бог навистина има цел that you're here. што си тука. So if it's from God, take it to your heart. И ако тоа се однесува за некој од вас, примете го во вашите срца. That's what I wanted to share. Тоа сакам да го споделам. Thank you for the honor to invite us here. Благодарам за честа која сме да сме поканети тука. I hope to see you soon again. Се надам дека ќе се видиме скоро повторно Looking forward to it. и навистина со нетрпение очекувам. It's so good to be here. Прекрасно е да се биде овде. I feel so free when I'm here. Се чувствувам многу слободно кога сум тука. I might move here. Можеби ќе се досадам Don't овде. tell my wife. Ќе ги кажувате на мојата сопруга. Thank you. Благодарам. God bless you.